како е регулирано, односно како е организирано управувањето со стамбените објекти? Законот за домување ги уредува правата и обврските и ги дава законските рамки во кои што се организира колективното живење во стамбените објекти во нашава држава. Категоризацијата на истите во однос на што се смета за стамбен објект, што се смета за стамбено деловен објект, што се смета за деловно стамбен објект и нормално што се смета само за деловен објект. Тамо се уредени правата и обврските на собствениците, нели, станарите, кои што во законот се објаснуваат како собственици на посебни делови, и тој закон ги дава можностите или правилата врз основа на кои што собствениците на посебните делови може да се организираат за да го превземат или да се превземе одржувањето и функционирањето на соодветниот објект. Кои се конкретно вашите надлежности? Сите трошоци кои што се заеднички и ги создава објектот сам по себе, наша обврската да истите врз основа на претходно договорен начин ги прераспределуваме на секој посебен дел, соодветно преточени во фактури кои што ние ги издаваме за одредениот објект. Сите броила за електрична енергија кои што се за заедничката потрошувачка на електрична енергија во тој објект се ингеренција на управителот, кој што ги тие фактури добива, соодветно ги задолжува станарите, кои што истите ги плаќаат на наменска сметка за нивниот објект и ние од таа наменска сметка ги плаќаме кон давателот на таа услуга, во конкретниот случај ЕВН. Инцидентите и вонредните настани, како што се дефекти на одредени делови, заеднички делови од зградата или заеднички инсталации во комуникација со представниците на избраните представници на собствениците, ги делегираме и ги менаџираме понудите преточени, нели, во потоа договори за деловно-техничка соработка со одредени понудувачи за да соодветните бидат отстранети. Директно исто под наша обврска за пратење на законско предвидените норми е и користењето на заедничката опрема, конкретно лифтовите. Секој лифт е подложен на одредени испитувања во текот на годината, кои што собственикот мора да ги прави, за да тој лифт сме сигурни дека е безбеден за користење, и тоа го ние организираме, користејќи ги услугите на акредитирани тела, кои што државава ги акредитира за таков тип на тестирање и испитување. Во однос на работењето сме во постојана комуникација со делегираните инспектори за домување при соодветните општини, кои што се грижат за правилното работење наше и имплементација на законските предвидени правила, дали работиме или не работиме во содейство со законот. Инаку главна од каде што се почнува главна работа е лиценцата. Лиценцата ја издава Регулаторна комисија за домување. Таа е со времен карактер на 5 години и за тие 5 години, нели, имаме лиценца која што мора потоа, ако сакаме да ја обновиме, и таа иста може да не биде одземена и пред тие 5 години, доколку ние работиме спротивно на законот за домување. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.